Благодарам, Бети. Мислам дека заборави да се представи. Ова е нашата Елизабета Матерска. Говор. Еве јас да се представам. Јас сум Гоце Гугудовски. На мене се падна честа на овој денешен ден во очи на празник. И пред нас имаше празник Свети Архангел Михаел, многу голем празник, и денеска е зимска Света Петка, така викаат. И утре ќе биде Свети Мина. Христијански денови, големи денови за сите нас и треба да означуваат едно сплотување на овој македонски народ и треба да не сплотат сите заедно и да продолжиме напред. Значи ви посакувам успешен ден на сите, да благодарам и на нашите домакини од Неготино, манастирот Свети Ѓорѓија и на нашиот покровител и домакин исто така Агат Ангел. Ве поздравувам сите вас кои ни уваживте со вашето присуство, бидејќи вие сте оние кои се од вас сте на повикот на Титковината. Вие сте оние непокорни, тврдокорни и најдостојни за заедничката цел и идеали за слободна, независна и суверена Република Македонија. Ќе нагласам и потенцирам дека ова не е само борба за Македонија и македонскиот народ. Иако во моментов сите ние сме сконцентрирани токму на ова прашање кое најмногу нас не засега. Треба да знаеме и да укажеме, за да допре на секаде низ светот, дека нашиот стремеж е универзален и праведен. Тоа е борбата за основните човекови права и слободи. Правото за самоопределување, нешто што е условно ни е загарантирано со Конвенцијата за човекови права и слободи, но во реалноста како да не важи за Македонија и македонците. Да се надеваме дека Македонија може би е искрата од која ќе се разгори пламенот на револуцијата за подобар и слободен свет, за хуманизирање на човештвото. Сите тука знаеме дека барем во оваа битка сме на правата страна, затоа сум сигурен дека на крајот вистината, правдата ќе надвладеат и дека светлината на македонското сонце ќе не води и избави од мракот во кој сме насилно терани. Господ да е со нас и со Македонија, никогаш северна, само Македонија.